ирански народе. После 2 дена интензивно размислување, дојдов до заклучок дека треба да им фрлите на соседиве една пиратка, ракетка, не, пиратка да им фрлите, пиратка. Овие у безмер тоа, така ли се вика, кај шо ова америчка база, кај шо собирале војска, авиони, овакво, више народов што живее тамо почнал да се буни. Фувка. Надвор, американците. Надвор. Фувка јебига. Знаат овие многу иранциве. Нема дека нема играње со нив. А што мислеа бугари? Иранците тече и македонска крв. Значи, браќа иранци, јас се надевам дека и вие сте свесни дека во вашата крв има и бели и црвени македонски крвни зрнца. Јас знам дека сте свесни за тоа. Видете ви ова со пираткава, да ви кажам, тоа не е лоша идеја што се заканивте, да ви кажам. Знаете зошто? Например, нас македонциве ние свативме, не само ја, и други македонци интензивно размислува овие 2 дена. И свативме дека не е лошо да ни станете соседи. Например, ние да ни станете наш источен сосед. Например, од Варна до Бургас, од Русе до Петрич, се тоа да биде една ексклава, втора иранска држава. Знаете што бе значи немојте ни братски ирански народ. Ни подразно немојте да помислите дека сега вие ако фрлите пиратки на нашиот источен сосед, дека ние нешто као нивни партнерки у НАТО, дека ние нешто веднаш ќе ја мобилизираме нашата армада и ќе тргнеме против вас. Немајте гајле. Немаме намерата, немојте да се плашите ирански братски народи, ние тоа немаме намера да го направиме, да ве нападнеме. Што бе ако се партнери наши во НАТО, мислиш они ќе скокнат за нас утре, некој нас ако не нападне. Напротив, ќе гледа да не дотепа. Немајте гајле. Нема, значи ќе бидеме мирни, опуштете се. Јас знам како е уште вие во сеќавањето Александар кој тепаше и ова кој ова. Не, ама сега сме браќани. Значи, во вашата крв има бели и црвени македонски крвни. Ич, гајле да немате. Ние нема да ме нападне. Уживајте. Ние баш би ни било малце за како промена убаво ќе ни тоа. Например, на исток да граничиме со Иран. Ексклава. Иранска. Втора иранска држава. Шиитска. Што ние гајле? Баш супер. Ние со шиити вака сме. Башка иранци, братски ирански народ. Вие, ако станете наши источни соседи. Вие, на вашите сунет свадби, македонците ќе ви бидат највесели гости. Еве и предлог до нашата влада. Сериозен предлог е ова, јас апелирам нашата влада да размисли. Она што ја дава 13-та плата, К15, да го преименуваат во сунет регрес. И тие пари, здравје кои ќе ни станат иранците наш источен сосед, тие пари сите ќе ги даваме на сунет свадби кај нашиот нов источен сосед, која ќе не канат на свадби. Ќе оставаме, еден 13-та плата, овој сунет регрес ќе остави, на една сунет свадба, друг на другата. Највесели гости ќе имате, ќе се гордеете какви соседи, немојте да се плашите. Тоа што било меѓу нас пред нашата ера тамо 3 века, тоа било па поминало. Ние сме се ородиле, сме станале овие блиски. Немајте гајле, ние сега со вас сме, како да ви кажам. Вие со нас 92 милиона. Никој ништо не може. Јачи сме од судбине, ирански братски народе. Знаеш дека тоа добро ви дошло за промена? Источниот сосед, иранска ексклава. Мера. Можеме во нивна чест. Еден град у Македонија, Персеполис, да го прекастим. Има зашто шо? Зашто не Скопје, да кажем, Персеполис.
Персеполис двојката. Све имаме, джами имаме, ако треба некој. Нека дојат иранци тука, да си живеат шо. Ко може Бангладежани, зашо не иранци да дадат? И така. Све можам да разберам. Дека Никола Тесла е всушност Николај Тесличков, бугари. Дека Михаил Јорданов е Мајкл Џордан, бугарин со малце потемен тен од Аспарух. Се можам тоа да го разберам. Дека Ајритон Сена е всушност Азис Сенев, бугари. Исто Михаил Шумахеров, Михаил Шумахеров, исто бугари. Ја тоа све можам да го разберам. Значи, окей е тоа све. Све. Дека и парфем од Булгарија бугарски измишлјотина, затоа се вика Булгари. Све тоа можам да. Ама човече, да украдеш песна која што беше бренд на кариерата на Воје Стојановски и да ја побугарчиш песната. Патриотска, максимално. Да ја побугарчиш песната и да ја свртиш на чеда сме на... Како беше тоа? Чеда сме на Аспаруха, гордост българска. Песна на Воје Стојановски да ја украдеш и да направиш препев за Аспарух. Тоа е значи дно дна. Све друго можам да разберам. И Николај Тесличков, и Михаил Јорданов, Мајкл Џордан, и сите. Ама ова. И они тоа си го сватија како ха-ха-ха хи-хи-хи. Оној стара песна е, тоа е препевот. Пред многу години го направи на пеачка, не знам, го пее. Собрани таму бугари играат, нешто и пеат. Чеда сме на Аспаруха, тан-таран-тан. Прво не се пее тоа, прво бугари. Прво, по тоа се гледа дека не е ваша песната. Немате соодветна емотивна подлога која пеете, пошто ништо не ви значи. Таа песна, тие стихови на Воје, ништо не ви значат. Да бевте македонци, да бев низ народ по право, вие сте македонци, да признаете дека сте народ, вие немаше да ја препевате песната. Прво не се пее така песна, се слушале Воје Стојановски како ја пее, со како тука му гори душата која пее. Рече, ние не сме грци, бугари ни срби, чеда сме на Александар, гордост македонска. Па после онај рефренот со на дугачко, на кој ќе го држи, кој ќе се попалат сите, кој ќе почнат да сечат вени, да се удираат вака со шишињата пиво, вака у глава, оној делот, рефренот, како идеше тој дел, како беше тој дел. Ке дојам до тоа. Едно име имаме, еден живот живееме. Сега е тој делот. Македонија цела да е, секој да ја знае. И после тоа, сега кој ќе дојде тоа Македонија, пазете од тој дел кога го издолжи онака. Македонија секој да ја знае. Тука со шишињата угла. Го немате вие тоа. Го немате. И се гледа тоа на спотот. И немате тоа македонштината, ја немате во вас. Вие не осеќате таа песна. Чеда сме на Аспаруха, куро тресини голе. Немате. Воје Стојанов кој ќе доеше до тој делот, уживо го имам слушано 2-3 пути. Ти знаете каква е тоа експлозија вулкан у кафаната, у ресторанот, кој ќе доеше до делот. Македонија цела да е, секој да ја зна. И тука дара, флаши од главата, пиу, дара. Мој имате таква вие
болка у вас, така да ја отпеете песната Ковоје што ја пееше со тоа дугачкото тама. Тоа трае, ова ништо не јас што пеам бе. Бугари, знаеш ли тоа колку траеше тоа? Македонија! Знаете ли колку траеше тоа? За тоа време додека он го држи тоа, ние ручавме, муабети, 3 раки ќе бапнеш, 6 пива ќе бапнеш, ој уште го држи, и кој ќе го заврши, да, ја знае, празниш, за тоа време се празнат флашите тука, од глава. Бате, белја вие, од војове, најдовте песни да крадете, срамота, и вие сте биле поштените. Вие не сте краделе, македонците ја фризирали историјата. Вие, невинашчиња, француски собарици, вие ништо не знаете. Вие ако може песни да ни крадете, па што остана за другото? Ева бе, бе. Затоа ирански братски народ. 2 дена сум думал, сум размислил интензивно. Не е лошо некоја петарда да фрлите. И да ни станете источен сосед. Шубо, знаете ли колку ќе се дружим? Мерак. На Сунет свадби ја ќе ви ја пеам од Војо Стојановски. Едно име имаме. На Сунет свадби. И ќе вежбам тоа да го држам кој Војо што го држеше 3 сата и 45 минути тоа. Македонија! 3 сата има да го држам. Ке видите. Нике ни краделе песни, за да немаат подлогата. Таа песна, тој текст на Војо од болка излезе на голема, што сите вие не негирате у околина, и грци, и вие бугарите, и албанциве, да можете црното од под ноктите да ги ни го земете. Но, добро. Ирански братски народ. 5-6 петарди не треба повеќе. Толку, за да сменат мислење, толку им треба. Малце вуна и готово. Може, види, они имаат подлога. Може они лесно у шиити ќе преминат после тоа. Шиитски дресот ќе облечат, па после ќе се караат со нас дека се они поголеми иранци од нас, поголеми персијанци од нас. Ама да не им веруете. Петардите зимаш тамо колачот за себе и немојте да им верувате. Ти они можат преку ноќ дрес да сменат. Ќе ве убедуваат после ќе не можете со нив да се докажете дека сте поголеми иранци од нив. Вие ирански народи, ќе треба со бугариве да се докажувате дека сте поголеми иранци од нив. Толку ќе станат иранци ако им дое вуна. Да ја сменат дрес. Ич гајле да немат. Мислам, не да имате гајле, ќе треба со нив да се докажуваат. Па може иранциве ако почнат да се докажуваат со бугариве кои се поголеми иранци, од кои ќе ги затепаат со петарди, па може така нас ќе ни улесни бугариве ќе забораат на нас. Ќе не тргнат од список, малцеоти ќе треба да им докажуваат на иранциве дека се поголеми иранци од нив. Така да нас може тогаш да не заборат, што пак убаво ќе ни дојде. Од иранциве не верувам дека ќе им поверуваат. Иранциве не се Европска унија. Гледате тоа. Горе-доле. Што се? Не е бит. После оној дебакал што се случи со СДС, некој ми звонеше, но небитно, ке се јавам. Што сегам да кажам? После оној дебакал што се случи со СДС, кога не прелажаат цел народ, дека се поправиле, дека станале добри, дека ќе бидат со народот, дека ќе го испочитуваат сите интереси на македонскиот народ, дека нема да продадат име, држава, идентитет, све живо. После таа лага што им помина и што дојдоа на власт, уствари пак не дојдоа на власт, него не ги доби изборите, ама јеби го, знаеме сите како дојда, не би. После тоа, јас многу отворено кажав у неколку прилики. Од сега па натаму, јас ќе стојам за тоа што ќе ги бранат моите интереси.
го бранат заветот на моите предци. Шо со крв плаќале да имаме своја држава, независна и да бидеме своји на своето. Почнаа ВМРО да бидат свесни за она што го кажав после изборите, дека ќе бидат изложени на страватен притисок, ако цврсто стојат на црвените линии на македонските интереси, и они до сега покажаа дека тоа го прават. Покажаа истреност, одважност, покажаа достоинство. И во таква ситуација јас предупредив дека секоја заебанција што ќе се случи кај нас, лоша работа, дека максимално ќе се користи да се компрометираат ВМРО и власта. И затоа беа моите апели да бидат брутални во расчистувањето на секоја негативен настан или појава што ќе се случи во нашето општество, да немаат милост кон никого, дури ни кон своите, во тоа расчистување. И да, многу е супер кога си во позиција да го чекаш некое лошо што ќе се појави, да зимаш политички поени од него и да им го триеш на нос на оние кои што владеат. Тоа е многу лесно. Но, познавајќи ве, кои сте во све во опозиција, доволно сум, ајде да кажеме, возрасен, искусен, да знам дека вие, не да Боже, све што сте опозиција да дојдете на власт, тоа ќе биде врв на неспособноста. А не тоа што сега сакате да го калимите на овие кои што сега владеат. Така што фино е што плукате, дифамирате, компрометирате, клеветите, правите онадите од позиција на опозиција. Многу е фино, многу е комотно. Многу е комотно. И само се надевам дека никогаш нема да бидеме сведоци на тоа вие да дојдете на власт. Било кој од вие што сте во опозиција. Не сакам да го бидам сведок на една таква работа. Тогаш и лековерните од нашиот народ, од нашето граѓанство, кои што веруваат дека некој може да биде подобар од овие што се на власт, многу се лажат. Барем од овие што сега ги имаме на политичката сцена, не зборам за некои што може би ќе дојдат после 5 години, 10 и така натаму и така натаму. И допрва ќе се средуваат работите во држава. Ќе видите. Ќе се средуваат. Со сите проблеми што ќе излегуваат, реални, монтирани, испровоцирани, финансирани од страна или било каде, оваа власт е способна да ја задржи работата под контрола. А дека е тоа така, здравје Боже, ќе се увериме сите, особено кога ќе го земат вториот мандат. Тие глупости дека ќе изгубат гласови, ВМРО гласови изгубеле, не знам, 150, 200 илјади, не знам што, тоа се прдење у празно, паламудење. Тоа се глупости. Анкети, тоа се глупости. ВМРО убедливо ќе ги добие наредните избори, кои да бидат, дали ќе бидат предвремени, дали ќе бидат редовни, не е битно, ќе ги добие избори. Тоа наративо не име сменет бугарашки. Мицко бил ваков, Мицко бил онаков. Ни до глуждовите не сте му на Мицкови. Ја да ви кажам, ни до глуждовите не сте му. Ете тоа. А братскиот ирански народ
уште еднаш го поканувам да фрли некоја петарда, пиратка да фрли, тамо кај што се заканува дека треба да фрли. Ние нема да реагираме. Еднаш сега, два пати ве истепавме сега, пали ќе ве тепаме бе ирански братски народе, неќеме, сакаме со вас миролюбива соседска коегзистенција како источен наш сосед. Доста ни е више. Пола свет го ишамара наш Александар, тоа што го изеба друга работа, него го ишамара и сега не, ние сме за миролюбива соседска коегзистенција. А вие знам дека сте свесни дека сме ние, дека вие имате и црвени и бели македонски крвни зрнца, а баш кај знаете, и со нас нема рчкање, така ли е ирански братски народ? Така да убаво, ние што ми нудиме пријателски рака да бидеме добри соседи. Шо ви е гајле, уживајте само во нашата добра волја. И ве молам, владава, одма, сега, до нова година, 13-та плата тоа К15 како се вика, да го преименува, да го прекрсти во Сунет регрес, да можеме да идеме кај нашиот источен сосед Иран, кога ќе прават сунет свадби, да можеме да идеме на сунет свадби, треба пара да оставиш кој ќе ја напред. Многу пари се оставаат на тоа сунет. Викам, дали е касно ја отфикарам. Пола Македонија може да ми дое на сунет свадба. Богаташки става. И ми дошле, ако на сунет свадба, нямам проблем. Ама прво, иранци да не станат источен сосед, па ја. Ај чао.